Добро утро, почитувани. Ова издание е, да си кажеме, нестандардно, надвор од студиото на Телма, од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Водно во центарот на Скопје. Денеска тука ќе се одржи конференција под еден многу звучен наслов, имено земјотреси, цунами и вулкани, како да се научиме да живееме со заканите. Со оглед на тоа што во Македонија нема жив активен вулкан, ниту големи води и опасност од цунами, ние во продолжение во разговорот со нашите соговорници ќе се фокусираме на опасноста од земјотресите. Ќе ја повториме она позната максима дека природата, односно земјотресите, не убиваат, дека убиваат лошите градби. А за опасноста од вулканите и за опасноста од цунами, денеска еден од почесните и специјални гости на Институтот за земјотресно инженерство од Солунскиот институт е господинот Никос Теодолидис, кој исто така ќе представи и симулација на оваа тема. Тоа ќе се случува тука во Скопје денеска од 12 часот. А како најава на тоа и за градбите во Скопје, како што споменав и во најавата, во продолжение ќе зборувам со директорот на ИЗИС, господинот Игор Ѓоргиев, и со Радмила Шалич Макреска, моите денешни гости. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Најпред им благодарам за поканата за учество во вашата емисија и она што прифативте, ние да ви бидеме домаќини овде во ова подвижно студио, односно во нашите работни простори. Наше задоволството. Да. Навистина, ова е прекрасен повод денеска, ексклузивно да ја најавиме оваа конференција под наслов Земјотреси, вулкани и цунами, односно како да научиме да живееме со заканите. Ова е атрактивна тема, која што ја тангира денешната ситуација во Македонија, но и идните генерации. За уште малку да ги заинтересираме гледачите, каква симулација ќе биде прикажана денеска, што ќе може да се види на неа? Оваа конференција денеска е поделена на три тематски целини. Првата тематска целина опфаќа презентација на документарец, односно теории на катастрофи, тоа се земјотреси, цунами и вулкани. Втората тематска целина е предавањето, значи тоа е стручно предавање на доктор Теодолитис на тема ублажување на сизмичкиот риск на Балканскиот регион, и последната тематска целина е реална симулација на земјотрес во нашата лабораторија, односно конструкција, зграда ќе биде изложена на реален земјотрес. Реален земјотрес што би се случил на територија на Македонија? Не, тоа е реален земјотрес за истражувачки цели, специјално на непозната локација. За непозната локација, но со своји динамички карактеристики. Добро, во делот на најавата на конференцијата уште едно прашање: дали конференцијата и специјалниот гостин од Солун коинцидира со она што деновиве се случува на Санторини? Санторини беше во фокусот на светската јавност, бидејќи станува збор за екстремно популарен остров во Егејското море. Во таа смисла, само коинциденција се совпадна гостинот од Солун тука, или пак нешто беше согласно случувањето на Санторини? Најпрво добро утро и од мене. Добре дојдени сте во нашиот институт и благодарам за поканата во оваа емисија. Секако, она што се случува на Санторини во периодот не само ја разбранува грчката, меѓутоа и регионалната јавност. Посебно ние како луѓе кои што се бавиме со земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија, нас и професионално не интригираат овие случувања. И секако и во медиумите можеме да забележиме дека актуелноста на земјотресите е, како да речам, зголемена после случување на некој ваков настан, не само во нашата држава, туку и во регионот. Мислам дека оваа конференција се случува во право време и на право место во нашиот институт. Ние ќе имаме и публика и од нашите државни институции кои што се одговорни за менаџирањето и исправувањето со кризи. Поканети ни се и гости од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и други организации и пошироката јавност, така да мислам дека денеска ќе имаме успешна и инспиративна конференција. Добре, сега во продолжение оно што најмногу ги интересира граѓаните и нашите гледачи, а тоа е во каква состојба, колку се безбедни зградите во Скопје,
која важи за едно од најтрусните подрачја во Македонија заедно со Берово и Дебар. Вие може да ни ја покажете и картата на ризик. Меѓутоа, генерално, во јавноста е познато дека Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија е институцијата која врши контрола на градбите. Успевате ли да исконтролирате се и колку денешните зградите што се градат во изминатиот период, односно оние згради изградени од самостојноста наваму, се безбедни за живот? Сега Ајде, јас ќе пробам. Па, вака уште во 2013 година државниот апарат, тогашен, заедно со нас, направивме еден скрининг за нашата регулатива. И утврдивме дека, согласно нашиот менталитет, нашите навики, на државно ниво беше потребно да се воведе и дополнителен механизам за контрола. УКИМ ИЗИС од 2013 година до ден денес, како единствен државен, да речеме, установа, научна институција под УКИМ, научен институт под УКИМ, од нашиот најголем универзитет, континуирано врши контрола на сите објекти на територија на Република Македонија. Она што е карактеристично, покрај контролата на документацијата, ние вршиме и две дополнителни теренски контроли, дали на вистина објектот е изграден согласно документацијата. Тоа се однесува за сите стамбени објекти и инфраструктурни, за стамбените ако се поголеми од 300 метри квадратни. Тоа значи, велите на цела територија на Македонија, на сите што ќе побараат или на сите што се градат? Задолжително на сите што им е потребно одобрение за градење. Дали само ИЗИС ја прави таа контрола или прават и приватни институти? Да, вака, еве, јас ќе си земам за право да одговорам на ова прашање. Значи, членот 4А од Законот за градење таксативно наведува дека контролата на градбите е дадена како надлежност на научен институт. Во моментот, единствен државен научен институт кој што ги задоволува критериумите на член 4А е нашиот институт. Да, пред повеќе години, да речеме на пазарот, се работат уште две приватни научни установи, кои што издаваат... Ако не е согласно членот од законот, кој им дава лиценца на тие две? Да, видете, ние како институт, бидејќи нели сме и буџетска установа, наша обврска е да ја информираме владата и тоа во неколку пати сме го направиле, сме информирали, сме укажувале, меѓутоа сепак тоа останува во ингеренции на нашите владени служби да го разгледаат нашето. Да не се почитува законот. Да го разгледаат нашето. Во ингеренции на владините служби е да се крши законот што е ние не го велиме тоа, наше нели само да укажеме, толку се нашите ингеренции и да си ја вршиме работата која што по законот ни е доделена. Дали градбите што ги контролирал ИЗИС се безбедни за живење? Да, ние одговараме, значи сме издали документ за тоа дека се што дошло кај нас на контрола е изградено согласно важечките и тековни прописи. Колку силен потрес, со колкава магнитуда може да изградат, да издржат градбите кои ги контролирал и дал печат ИЗИС? Да, видете, во однос на опасноста која што односно земјотресниот хазард кој што може да го издржат, постојат карти на сеизмичко зонирање, од кои што последните, овие кои што се сега во рамките на националниот анекс, на Еврокодот 8 се изработени од нашиот институт и согласно тие проценки во нашата држава постојат 5 зони кои што имаат поголем потенцијал за генерирање на земјотреси во однос на останатата територија. Би може ли да ја покажам мапата на гледачите? Секако, да, покрај скопското епицентрално подрачје, кој што нели на сите ни е познато како едно од најактивните. Тука се зоните околу Дебар и Охрид, ние го велиме западниот дел на Македонија, понатаму Валандовскиот регион и секако тука е во Источна Македонија делот околу Пехчево. Во сите овие зони имаме и докази за историска сеизмичност, каде што се случиле изразито силни земјотреси. Може би пошироката јавност не знае, меѓутоа во нашата држава постојат зони со повисок сеизмички хазард отколку што е Скопје. Меѓутоа Скопје е попопуларно нели секогаш да се
да се дискутира. Зошто? Зошто бидејќи најголемата концентрација на На луѓе, население и материјални добра е во главниот град. А инаку, ако гледате историски, во Дебар се има случајно во 67 година, после Скопскиот земјотрес со магнитуда од 6,5, што е многу поголема магнитуда од 6,1 на Скопскиот земјотрес. Исто во Ландово 6,7. 911. 31. Пехчево 904. 7,5. Значи Скопје не е, според проценките последни, не е територија со највисока сеизмичка опасност. Меѓутоа, највисок сеизмички ризик. Така, сега само што не ми одговоривте колкава магнитуда би можеле да издржат тие проектирани градби согласно оваа карта на ризик? За Скопското епицентрално подрачје, бидејќи тоа нели е најголем фокус на јавноста, ние ги проектираме градбите да издржат 6,5 степени по Рихтер, со веројатност на повторување од 500 години. Значи, овие карти се пробабилистички, веројатности. Значи, ние со овие карти го предвидуваме на некој начин повторувањето на земјотресите со одредена магнитуда. Со оглед на тоа што станува збор за градежници, вие сте експерти за градежништво, градежни инженери, може ли да кажете дали станува збор за мит или има вистина во тоа дека старите градби, оние градби градени во бившиот социјалистички систем, се побезбедни за живење од овие нови градби градени во транзицијата па и потоа во самостојноста, или дека колку зградата е еден објект е постар, толку зацрстува или не? Дали станува збор за некои заблуди што граѓаните ги комуницираат меѓу себе или за научна вистина? Видете, ние како релативно млада држава, еве јас ќе се навратам од после ослободувањето Втората светска војна, значи веќе од 1948 година на нашата територија постојат сеизмички прописи и веќе градењето од тоа време е ставено во државна рамка, односно во рамка на управителот на таа територија. Следната ревизија беше направена 1964 година на сеизмичките прописи, потоа 81 година имаме една од помодерните сеизмички прописи на нашата територија и веќе во денешно време паралелно со прописите од 81 и најновите европски прописи за проектирање се валидни во нашата држава. Така да секоја градба во нашата држава мора да го помине овој државен механизам на пресметка, на контрола за изведување и да на крај е валиден, односно отпорен согласно прописот. Но тоа во теоријата звучи многу убаво и вака кога го кажувате, но кога ќе погледнеме надвор, тоа изгледа со доградби, надградби, стари објекти кои се надградувани таму и не знам дали дал изис дозвола за тоа или не дал, или некој приватен институт можеби, но гледајќи го Скопје како е изградено и натрупано, не делува многу безбедно. Или тоа е лаички? Велите, она што можеме ние да ви го пренесеме од нашето 10 годишно искуство на контрола на објектите, барем тие што поминале низ нашиот механизам на контрола, ние можеме да кажеме дека на вистина тие што го поминале на нашето, но тука морам да напоменам дека многу објекти ние сме ги вратиле на докорекција. Тука мора да бидеме јасни. Во тек на нашата контрола имаме навистина голем број на објекти кои што се направени дополнителни пресметки, дополнителни истражни работи и ние за сите објекти можеме да кажеме дека се изградени согласно нашите тековни прописи и го задоволуваат сеизмичкиот ризик или односно има сеизмичка отпорност согласно прописите на нашата територија. Што се соодветно задоволителни за објектот да не се сруши при очекуван земјотрес на нашата територија. Добро, не добив конкретен одговор за градбите, дали оние од социјализмот се побезбедни од новите и дали еден објект со старосната граница зајакнува челикот внатре и бетонот или ослабува. И согласно мапата за ризик, гледам дека Прилепско-Пелагонискиот регион е најбезбеден, односно најмалку изложен на опасност од посериозни потреси. Дали и во Скопје, во таа зона 4, во која спаѓа главниот град, има и подзони и некои делови од Скопје се поризични, а други помалку? Да, картата на сеизмичко зонирање ги дефинира нивото на сеизмичкиот хазард, нели, во порегионална смисла на зборот. Меѓутоа, кога се работи за проектирање, секако геомеханичките услови се земаат во предвид. Значи, во Скопје и во сите региони на Македонија постојат различни геомеханички услови. Чи тоа е еден од параметрите кои што, односно истражни работи, кои што се неопходни
согласно нашите законски прописи, да се изведат пред да се почне да се проектира. Бидејќи различните геомеханички услови на една, да речеме, микролокација може да го амплифицираат сеизмичкото дејство од она што е прикажано во зонирањето. Ние исто како институт сме вклучени во разноразни студии и често студии за така наречени дефинирање на сеизмички проектни параметри кои што се однесуваат на одредени стриктни локации. Меѓутоа тие параметри по закон се бараат само за објекти од поголема важност. А инаку, она што го рековте за дека постои мит, дека зградите кои што се изградени во 70-тите, 80-тите години се безбедни, да, секако постои такво мислење, тоа е мислење на пошироката популација. Зошто? Бидејќи во тој систем југословенски постоеше, да речеме, едно по-строго ниво на контрола. И затоа ние, како јавност, како генерална јавност, како менталитет, пошто знаеме дека во тоа време се подоследно се почитувале стандардите и системот на контрола бил појак, затоа нашето верување е дека тие згради, се постабилни. Секако овие услови што се случуваат сега од нелојална конкуренција, од разноразни изигрувања на законот, ако можам така да кажам, некако ја разнишуваат довербата на јавноста, за жал, во квалитетот на овие градби кои ги имаме денеска. Меѓутоа, ве уверуваме дека се она што е поминато на контрола во нашата институција многу внимателно се контролира, многу, да речеме, со една сериозност посебна се пристапува кон секој предмет, а да не речам посебен фокус, да речеме, ние формираме и тимови во проширен состав кога се работи за проекти кои ги добиваме за контрола од инфраструктурни и капитално значење. Темата е многу интересна, меѓутоа не станува време. Уште една минута и мораме да завршуваме. Последно прашање за директорот Георгиев: како сте со опрема, со кадар и со оглед на тоа што ИЗИС година одбележува 60 години од своето основање, што најмногу му треба? Имаме само една минута за одговор и мораме да се одјавуваме. Добро, за опрема навистина пробуваме да ја одржиме нашата опрема во нашите лаборатории. Секако потребата од нова опрема, од современа опрема е нужност за модерните истражувања. Кога сме во однос на кадарот, ние како мултидисциплинарна единка во склоп на науки, навистина имаме потреба од палета, од различен тип на кадар. Генерално, како градежни инженери се наоѓаат во нашата држава, но имаме проблем со тектоничари, сеизмолози, геофизичари, кои нашиот едукативен систем, односно и незаинтересираноста на младите да навлезат во оваа дефицитарна струка, ни прави проблеми во нашето работење. Тоа го компензираме со работка со надворешни универзитети. Меѓутоа спасувате со тимовите да покриете се и на терен. Секако, во капацитетот на ИЗИС, да немате дилема, тука е тој 60 години за нашата држава и верувам дека и во следните 60 години ќе обавува својата функција во државата. Професорка Макревска, професор Георгиев, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Благодарам на вас за посетата. Да, почитувани гледачи, време е да се одјавиме. Ве поздравувам од подножјето на Водно и ве поканувам да останете на фреквенцијата на Телма, да го проследите второто информативно издание и вестите. Имајте убав ден и довидување утре во 5 минути до 7 часот.